Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Еден од стратегиските столбови на владата на Република Северна Македонија 3 години беше поддршката на единиците на локалната самоуправа. Се обврзавме дека ќе пренасочиме повеќе средства кон општините, дека ќе овозможиме максимална децентрализација на власта, за да го обезбедиме она што го очекуваат граѓаните. Пристоен, достоен живот за сите, со сите подобности непосредно во локалната средина каде што живеат. Ни заедничка соработка на централната и на локалната власт, ни сподадена рака за соработка со граѓаните да ги припознаеме нивните приоритети, посветивме искрено внимание за финансиска и секаква друга поддршка на стотици проекти што се остварија и што се остваруваат низ општините. Општина Газибаба е една од единиците за локална самоуправа со која што заеднички спроведуваме една долга листа на проекти од инфраструктура или други проекти кои што се од витално значење за унапредување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Газибаба. На таа листа се наведени завршени, реализирани и проекти во план за канцеларии како точки за поврзување на граѓаните меѓу локалната и централната власт, за прашање од нивен непосреден интерес, израдба на локални и меѓуопштински патни делници, израдба на нови училишта, училишни сали, израда на нови градинки. Денеска ми е чест што заедно со градоначалникот Борис Георгиевски, со заменик министерот за образование Елизавета Наумовска, направивме увид во работите на спортската сала при ова основно училиште Вера Јоцик, кој што израдба веќе е при крај. Ме радува фактот што и покрај овие тешки услови за работа во здравствената криза, предизвикани од пандемијата COVID-19, работите на салата ќе завршат многу скоро и децата од училиштето во септември месец ќе можат да ја започнат новата учебна година, при тоа да имаат и нова сала покрај ова ново училиште за да можат да спортуваат. Повеќе од 10 години овие ученици токму од тука, од Хиподром, нема спортска сала, нема никакви услови за спортски активности и таквите активности ги одржува во училишниот хол. Новата сала е на површина од 650 метри квадратни, комплетно опремена со спортска опрема, со реквизити, со совлекувални, со туш. Објектот е енергетски ефикасен, со овозможен пристап и за лица со попречености. Вредноста на проектот е некаде околу 24 милиони денари. Со спортската сала овде во ова училиште Вера Јоцик се комплетира комплетно целиот образовен процес во ова основно училиште, кое што минатата година е пуштено во употреба како ново училиште со многу подобри услови за изведување на наставата. Јас само посакувам да имаме што е можно повеќе деца и со тие повеќе деца да се исполни и ходниците и ова спортска сала со детскиот джагор. Вредноста на проектот изнесува некаде околу 55 милиони денари кои што се средства на владата. Овој објект е во површина од 2125 метри квадратни, има 12 училници, 6 кабинети, библиотека, помошни простори и има капацитет за 6 ученици. И изведен е исто така и лифт за лица со инвалидитет и со попречености, има и пристапни рампи, значи станува збор за еден современ училишен објект. Овој проект го завршивме откако ги одглавивме работите кои што стоеа со години во фиока од претходната влада и од претходната локална власт. Не знам кои беа причините, веројатно да им укажуваат на граѓаните колку е тешко да изградите училиште и спортска сала. Меѓутоа, ако се работи посветено, тогаш навистина може за кратко време да ги имат и двата објекти како што можеме да видиме. Се реновира
или реконструира оделни делови од основните училишта Наумно-Умовски, Борчи и 25 мај, така ќе беше и со сите веќе завршени проекти. Ја завршивме реконструкција на патот Јурумлери Долно Лисиче Драчево. Овој пат повеќе од 10 години беше целосно оштетен и небезбеден за возење. Со подршка на владата извршена е негова целосна реконструкција, со што директно им се помогна на жителите од овие населени места, а значително е подобрена и безбедноста и намалено времето за пристигнување од Јурумлери до Драчево. Исти ефекти се постигна и со реконструкција на патот Хиподром Илинден, кој што е во неговата прва фаза на изградба. Во тек се работите на патот Раштак-Бутел, кој со години е во лоша состојба, тесен и небезбеден. Со подршка на владата започна реконструкција на овој патен правец, односно негово проширување, поставување на нова асфалтна површина и израдба на подпорни ѕидови. Грижата исто така за најмалите и во Газибаба и во државата стои на врвот на приоритетите и на централната власт. Овде во Газибаба гледам дека тоа е на врвот на приоритетите на градоначалникот Георгиевски. Затоа завршија проширување и реновирање на детските градинки Калинка, Морковче и Темјанушка, а во завршна фаза се проекти за изградба на нови градинки во Керамидница, во Ченто, Трубарево и Инџиково, како и за изградба на нови училишта во Идризово, нова поликлиника во Автокоманда и изградба на дневен центар за деца со посебни потреби со сензорна соба. Навистина е долга листата на проекти овде во општина Газибаба, која што е резултат на поддршката помеѓу општината и владата, на висока општествена одговорност која што ја демонстрираат со исполнување на интересите на граѓаните. И оваа соработка нема да запре, напротив, ќе добива и уште поголема динамика во наредниот период, заради тоа што преку фондовите за преговори со Европската Унија се отварат можности за градба на инфраструктура. Со успехот на владата на планот на евроинтегративниот процес и со напредокот на тој план, ќе се овозможат некаде околу 2,5 милиарди евра финансиски средства кои што ќе можеме да ги користиме во инфраструктура, подобрување на капацитетите на институциите и едноставно се воведуваат тие општински, односно европски вредности. На крајот сакам да изразам благодарност до фирмата изведувач, до градоначалникот, до сите оние кои што учествуваа во реализација на овој проект, да имаме ефикасна и брза завршница на целиот овој проект, а да истакнам уверување пред граѓаните на Газибаба дека поддршката од страна на владата ќе продолжи во наредниот период, се со цел да реализираме што е можно повеќе проекти кои што ќе бидат од интерес за граѓаните. Благодарам.